أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dragi i ceneti braća, sam počesten deneska da sam so vas u ova vaša džamija, molići go Allah Đelešanuhu da ovoj namaz što go klanjafme, da ni go kabuli, site naši dobri dela, naši te dovi koji gi uplatuvame kon Allah Đelešanuhu da ne gi prihvati inša Allah ta'ala. Verovatno imate saznanje дека ќе зборуваме вечерва за една тема која не е нова. Сите ние нешто сме слушнале околу таа тема. Колку имаме ние потреба да го познаеме нашиот Господар, нашиот Аллах Джелешану. Се поставува прашањето зошто ние да се зборуваме за оваа тема. Ние не сме почетници, ние не сме вчера муслимани, но вистина е дека ние не сме муслимани од вчера. И вистина е дека ние сме долго време муслимани. Ама исто така е вистина дека ние многу имаме мало сознание околу Аллах Джелешану. Ние многу малку го знаеме него. И баш поради тоа правило кое вели мен кане биллахи а'раф фахуа минху ахваф. Онолку колку ќе го запознаеме нашиот Господар, нашиот Аллах Джелешану, толку ќе бидеме спремни да го поштуваме него. Пример, сега некој, јас да ве прашам вас, да ви кажам, ајде, ќе се сретне со еден немуслиман. И ќе ви каже он, дај, кажи ми за твојот Господар кој го обожаваш ти. За твојот Аллах. Што одговор ќе дадеме ние? Што знаеме ние околу Аллах Джелешану? Види, да не знаеш некои детали за Рамазан, разбирливо. Да не знаеш ништо, да не знаеш од хадж, пример, разбирливо дека никош не си бил на хадж, нити си имал можности економски да си одиш на хадж, и така да си му кажал на себе си, додека немам можност да одам на хадж, немам потреба да знам околу хаджу, дека не е должност. Ама да те праша некој околу Аллах Джелешану и ти да не си спремен да дадеш некаков одговор, не точен одговор, некаков, тоа е веќе срамота. Тоа е веќе најголем доказ дека ние сме, значи, муслимани формално. Уште ние не сме го запознаеле основата на исламот. Секој од нас има свој пријател. Со кого се дружи повеќе? Кого го почитува повеќе? Со кого го отвара своето срце? На кого се ослонува? На тој што вчера го направи дост пријател? Тој што подолго време ти е пријател, кај него повеќе се наслонуваш. Со него си поотворен. Со него немаш бариери. Затоа сакам да кажам дека ние, нажалост, не сме толку блиски со Аллах Джелешану, бидејќи ние не сме доволно, не го знаеме доволно него, не сме долго време заедно со него, да го знаеме со детали, после кога ќе се ослонуваме на него, да се ослонуваме, значи, со голема верба, дека тој, единствениот, заслужува да се наслонам кај него најдобар начин. И кога овие работи ги размислиме, ќе испадне во виделина дека нажалост некогаш и ние ожите грешиме кога почнуваме да им ги учиме на луѓето некои споредни работи без да им ги учиме основните работи. Друго прашање. Колку години живееше Мухамед салаллаху алейхи ва салем во Мека? Колку години? Знаеме прилично, сега нормално некој
13 години живееше во Меке. Што правеше 13 години во Мека? Им учеше намаз да кланят. Го учеше абдест да взимат. Го учеше да постат. За хаджилок ги учеше. 13 години за Аллах им зборуваше. 13 години за верувањето во Аллах Джелешану зборуваше. За монотеизмот, за бидејќи во Мека во тоа време, значи цветеше што? Политеизмот. Се обожаваа кипови, идоли. Не се обожаваше Аллах Джелешану единствениот. Тие да, го обожава и Аллах Джелешану. Ама која ќе биде на цедило, кој ќе им беше тесно ним. Тоа го знае Аллах Джелешану. Ама во благодат која беа во добри ситуации, ги има киповите и идолите, тие ги обожава. И затоа Мухамед салаллаху алейхи 13 години во Мека само за Аллах им зборуваше. И сакаше да им објасни, и затоа сите тие муслимани кои во тие 13 години станаа муслимани, никој од нив, тоа историски докажа, никој од нив после Мухамед салаллаху алейхи не остави ислам, не остави вера. Дека кај нив беше, значи, внесено на најсилен начин знаењето околу Аллах Джелешану и верувањето во Него. Дека верувањето кон Него не беше традиција. Видите, ова е еден наш голем проблем кај нас муслимани што сме овде во Скопје и во Македонија. Дека еден голем дел од нашиве браќа исламот го земат како традиција од татко и мајка. И мислат дека како татко и мајка се муслимани и ја треба да сум муслиман. Веќе ние стануваме културолошки муслимани, а не религиски муслимани. Поради култура, дека сите наши се муслимани и јас ќе бидам муслиман. Ама во една тешка ситуација која ќе бидеш предизвикан, најлесното ќе биде за тебе да го оставиш исламот. Аллах да не сачува. И затоа ние гледаме некојаш пример наши луѓе, пријатели, комши, луѓе што ги знаеме, абе моментално сега така е ситуацијава за прилики се такви, мора малку да се оддалечам од исламот. И што мислиш? Исламот е вера која ќе сакаш да влезеш, која ќе сакаш да излезеш. И кој го прави тоа? Го прави тој што не го знае. Нити го знае Аллах Джелешану, нити има јака верба кај него. Поради тоа, тие муслимани кои го спознаа Аллах Джелешану во Мека во тие 13 први години, никој од нив веќе не остави исламот. Има големи искушенија тие. Има големи казни над нив. Знаеме пример со Билал Хабеши, знаеме пример со Абдулла ибн Месуд. Значи ги казнува нивните владатели, нивните господари што ги поседува ко робови. Замисли наша ситуација со нивна ситуација. И сега ти немаш никакви искушенија, никакви казни, никакви препреки и во една мала тегова ти одма два пати се размислуваш да се искажам дека сум муслиман или да се пазвам. Што да се пазиш? Цел свет, цела галактика, се една валова влада. Он го владуе тоа. Кај може да бегаш од него? Никој не може. Ништо не може да се случи во овој дуњалок без да сака он, Аллах субханаху ва таала. Затоа, ако сакаме ние да направиме промена кај луѓето денеска, како што направи Мухамед салаллаху алейхи ва салем промена кај луѓето во Мекка. И денеска светот е во битка помеѓу верувањето и неверувањето. Значи, по тоа што се анализира од исламските академици, светот оди кон три насоки. Во следните 20 години светот оди кон три насоки. Прва насока е атеизмот. Се враќа назад. Ние мислиме дека атеизмот беше со комунизмот. Да, така беше. Атеизмот беше со комунизмот, то агресивниот атеизам, милитантниот атеизам. Атеизмот што се со принуда што се делеше кај луѓето, со принуда на власта. Сега тоа го нема, ама има инаков начин на принуда. Со глобализација, со нихилизам, со дозволување на сите работи,
I poleka se širi, se vraća pak top tema da stane ateizmot. Една догма кој се принудува луѓето да веруваат во атеизмот без да имат никакви факти. И дека тие нас не карат и мислат дека ние сме догматици, веруваме во Бога без аргументи, а напротив тоа што тие го кажуваат нема никаков аргумент за тоа да го докаже. Тоа е прва работа, значи се враќа атеизмот и луѓето полека да ги одвраќат од верата. Друга работа е да го уништуваат породицата. Со овие сега нови LGBT феномени, сакат не да има породица нормална, класична породица, машко и женско. Веќе тоа не може да обстане према нив. Туку жена со жена, машко со машко и така натаму. И со првото, и со второто, тие сакат да го уништат човекот и човечанството. И трета работа што тие одат кон тоа, веќе почнале, е да го легализират дрогата. Почнувајќи од хашишот и нагоре. Во некои држави ние сите знаеме дека хашишот е дозволен, ама ќе продолжат тие, почнуваат со хашишот и на крај ќе испаднат сите други да се дозволени. Зашто? Дека човекот да не остане човек. Значи нема памет, дека ако е дрогирано не може да размислува здраво, нема породица, нема тој простор каде се ствара таа култура, тој одгој, таа едукација и нема религија, нема врска со Аллах, Джелешан, со Створителот. Кон тоа оди светот и се ние го гледаме тоа и тоа напорно се оди кон тоа. Нема држава од овие наши што велат банана републики кои не ги прифаќа овие закони нови кои се наметнуваат во овие држави. И сите луѓе другите чутат, не може никој да се изборува. Ако се изборува, вие знаете, пример, во Facebook, ако напишеш некоја работа против овие работи, одма ќе те дисквалификират, ќе те затворат страницата 4 дена, една недела, еден месец и така натаму. А тие прокламират слобода на говор, слобода на мисла. А баш тие, ако ти зборуваш нешто супротно по тоа што тие го мислат, одма те спопречуваат. Значи, не се тие баш така либерални, како што, или овие другата група на луѓе кои се против породицата. Тама, ако малку ги дотакнуваш со зборови, одма те санкционират на секаков начин. И те таргетират и ти веќе не можеш да видиш човек кој имаш слобода на говор, слобода на движење, слобода на проширање на твоја мисла, идеја и така натаму. Баш заради тоа ние секогаш сите ние, јас и вие, секој од нас овде, баш ние сите секој ден треба да им зборуваме луѓето за Аллах Джелешан, за Господар. Секој ден, дење и ноќе. Баш поради тоа што тие го ратуваат, го војуваат баш ова, верувањето на Аллах Джелешан. И треба супротно да го направиме. Секој ден да им зборуваме луѓето за Аллах Джелешан. И да му кажеме дека ако сакаме да направиме промени, како што направи Мухамед салаллаху алейхи во Мека, во таа општество каде се обожава кипови идоли, и да извади од тоа место, од тие породици, од такви луѓе, да извади луѓе честни, значи луѓе искрени, луѓе богобојазни, како Ебу Бекр ради Аллаху, Омер, Осман, Али и многу други асхаби кои вие ги знаете, и ние треба да почнеме од овој темел. Да им зборуваме луѓето за Аллах Джелешан. Него да го спознаеме. Затоа во Куран што се вели? Не се вели о човеку обожавај го Аллах Джелешан. Тоа го има. Ама во почетокот што вели Аллах Джелешан? Фа'лам аннаху ла илаха илlallah. Знај дека нема друг господар кој заслужува да се обожава осим Аллах Джелешан. Знај. Мора да почне со знаење, да го спознаеш Аллах субханаху ва таала. И сега ние, пример,
ако се отвори во слободно седење, ако се отвори тема за политика, сите ние имаме информација околу политиката. Сите ќе испаднеме политички аналитичари. Па да се отвори тема за фудбал, нема што не знаеме. Сите екипи ги знаеме, сите играчи ги знаеме, патиките кои број ги имат ги знаеме, што број имат во дресови знаеме, што не знаеме. Сите теми ги знаеме. Ако се отвори за економија, и тука има доста наши луѓе што мислат дека се експерти по економија. Било каква тема да отвориме, сите знаеме многу работи околу таа тема. Ајде сега да се зборуваме за аловите имиња. Пример, да си го прашаме еден другиот сега, тука ние. Дај објасним што значи есамет. Алово име есамет. Ние тоа го учиме по секој намаз привично. Кул ху Аллаху ахад, Аллаху самет. Хајде дај објасним што значи Аллахото име есамет. За кого си зборуваме? Не си зборуваме за фудбалска екипа, нити за политичка партија. Не си зборуваме нити за економија. Си зборуваме за едно од имињата на Аллах Джелешану. И тука сите ќе шутиме. Ќе чутиме. Никој од нас нема да више, како што и бевме загрејани да се зборуваме сите за политика, за спорт, сите дават коментари, своји изјави. Кога ќе се отвори прашањето, дај објасни ми што значи Аллахото име самет, одма сите ќе чутиме. Никој нема да може да каже ни еден збор. Да се убедиме дека тоа што го кажувам јас е вистина, дека нажалост ние уште многу малку го знаеме Аллах Джелешану. Затоа, бидејќи ние малку го знаеме него и нашата верба во него е мала. Тоа е автоматски резултат. Како што 1 плюс 1 2, и ова е, бидејќи ние малку го знаеме Аллах Джелешану, бидејќи малку знаеме за Аллах Джелешану, бидејќи малку ние го овеличуваме Аллах Джелешану, и така поставуваме према нему во нашиот секојдневен живот. На кому треба да се обратиме да го зборуваме за Аллах? На секој човек. Било тоа академик, било тоа студент, било тоа обичен човек. Сите тие луѓе, и ние, и вие, и сите нас, сите ние треба секогаш да им се зборува за Аллах Джелешану. И да им објасниме на луѓето тоа што треба да си го знаат за Аллах Джелешану. Бидејќи нашите срца не можат да се поправат осим со запознавање на Аллах Джелешану. Нашите општества не може да се градат и изградат само со запознавање на Аллах Джелешану. Тогаш кога ќе го запознаеме како што треба Аллах Джелешану, тогаш ќе бидеме захвални кон него и тогаш ќе го обожаваме како што треба и тогаш нормално Аллах ќе ни помогне во сите наши тешкоти и во сите ситуации ние ќе испаднеме победливи. Инаку нема друга можност како ние да си ја промениме наша ситуација. Затоа, нажалост, цела ова ситуација која е пред нас, ние со тоа докажуваме дека нашата потреба да се го запознаеме Аллах е голема и секој од нас треба секогаш да се врати, било дека си упатен пред 5 години, пред 10 години, секогаш треба да се вратиш во оваа точка. Хајде уште еднашка да се отвориме книги, да си слушаме дерсови, да си отвориме теми околу Аллах Джелешану и колку повеќе ќе го запознаеме, толку ќе бидеме ние по-богобојазни кон него. Го прашувале Муса алейхиссалам и им рекле: Еј Раб, Муса алейхиссалам, извините, го прашувал Аллах Джелешану: Еј Раб, еју ибадике ахшалек, кои од твоите робови се по-богобојазни кон тебе? Кој те поштува тебе највеќе? Што е одговорот? Му рекол Аллах Джелешану: Алемухум би. Тој што повеќе ме знае, тој ќе ме поштува повеќе.
И тоа го имају кај нас во Куранот. Што вели Аллах во Куранот? Иннама јахша Аллаха мин ибадил улема. Навистина, највеќе го поштоват Аллах Джелешану тие кои се знаени. Тие кои знаат. Учените луѓе. И тоа е вистина. И тоа се гледа. Затоа Абдулла ибн Месуд радијаллаху анху кога го читал овој ајет, што кажал? Иннемал илму хашјетуллах. Дека целта на знаењето, исламското знаење, е да си богобојазен, да му се плашиш на Аллах Джелешану. Ако тоа го нема, значи твоето знаење нема никаква корист. Затоа, кај нас во исламот, нашиве алими говореле порано, Еволу фардин, фардаху Аллаху Та'ала ала халқихи ма'рифетуху. Првиот фарз, што го има секој човек створен, е да го запозна Аллах Джелешану. Феида арафаху нас абедуху. Тогаш кога ќе го запознаат луѓето Аллах Джелешану, тогаш ќе го обожават. Не можеш да го обожаваш ако не го знаеш. Затоа, аргумент за тоа е ајетот кога каже пред малку фа'алем аннаху ла илаха илlallah thumma astaghfir li dhanbika. Знае дека нема друг што е заслужен да се обожава осим Аллах Джелешану. Имам Ибн Кајим рахимахуллах таала што велит? Вели дека ај шејин арафа мен лем јариф илlah. Што знае тој човек кој не го запознал Аллах Джелешану? Ништо не знае. وأي حقيقة أدرك من فاتته هذه الحقيقة. Која вистина го сфатил тој што не може да сфатил ова вистина. Трето, وأي علم أو عمل حصل من فاته العلم بالله والعمل بمرضاته. Што знаење и што дело направил тој што не го запознал Аллах Джелешану и не работел да се здобие со неговото задоволство. Што знаење, што дело? Ништо. Затоа, поради тоа сите овие работи, ние, ако продолжиме да си живееме без да си го запознаеме Аллах Джелешану, нашиот живот веќе нема вкус. Што рекол Малик ибн Динар? Месакину ахли дунја. Гревота се луѓето живеат во овој дуњалски живот, хараджу минха вама ذاقوا أطيب ما فيها. Излегува дуњалукот, а него вкусија најдоброто што го имаше таму. И го праша, вама أطيب ما فيها. Што е највкусното што беше во дуњалукот? Што мислиме ние дека ќе биде? Им кажа, ма'рифету Аллах ва махаббетуху. Да си го запозна Аллах Джелешану, да си го засака него. Значи, ако некој од нас живее 40, 50, 60, 70, 80 години и не го запознал Аллах Джелешану, нити го засакал него, он ќе излезе од дуњалскиот живот без да го вкуси највкусното што го имало во дуњалокот. Замисли сега, ние колку наши луѓе имаме при нас, околу нас, кои не го вкусиле ова работа. Полно и луѓе кои им викат на себе си дека се муслимани, а остаи колку има што не се муслимани. И тие не може да го вкусат запознавањето на Аллах и да го засакат него, бидејќи патот во кој тие одат е погрешен. Тој пат не ги води кон Аллах Джелешану. Иако се трудат, иако дават ангажман, но пак ќе останат без да си го достигнат тој цел. Ама најжалостното е дека и кај нас муслимани има доста луѓе кои нажалост живеат во дуњалочки живот, како што велит Аллах Джелешану во Куранот, хум кел ан'ам, ко животни живеат. Значи, нивна главна цел е да јадат, да пијат, да си доживеат своји уживања и со тоа се задоволуваат тие. Тоа им е доста. Забораваат дека еден ден ќе излезат од овој дуњалук. И свет тоа ќе го остават и ќе одат кај
нивниот створител, кај Аллах Джелешану. И со што ќе одат кај него? Него запознаа која беа во дуњалокот, не правеа добри дела кои го носат кај него, и како ќе се постави кога ќе излезе пред Аллах Джелешану? Што ќе каже? Со што ќе се мери? Со што ќе се фали? Нема ништо. Затоа Мали ибн велит, значи највкусното што е во дуњалочки живот е да се го запознаеме Аллах Джелешану и да си го засакаме него. Нормално Аллах Джелешану никој не може да го достигне највисокото ниво на запознавање, бидејќи он е створител. Ама ние сакале не, мора да го запознаеме по тоа што ни го кажал Аллах во Куранот и по тоа што ни го објаснил Мухамед салаллаху алейхи ва селем, и да го обожаваме и да го увеличуваме. Онака како што е заслужен Аллах субхану ва ма qadarullah haqqa qadrihi wal qabdatuhu yawm al-qiyamati bi yamini. Луѓето нажалост не го вреднуваат Аллах како што треба. Тоа е што се случува денеска. Ние нажалост им даваме вреднување на многу небитни работи. И мислиме дека со тоа ние покажуваме поштовање према X човекот, X ситуацијава, X работава, а кога доаѓа во прашање Господарот, нашиот створител Аллах Джелешану, тоаш ние не го вреднуваме како што треба. Пример. Има колку сакаш примери. Кога муезинот вика Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллах е најголемиот. Значи нема поголем од Аллах Джелешану ништо во све ово створение. Почнува езанот со Аллаху акбар. Значи да ни е напишано во нашиот мозок и во нашата душа една голема вистина, дека Аллах е најголем. Нема поголемо ништо од Аллах Джелешану. И после што велит хаји аля сала, хаји аля фела. Доаѓете во намаз, доаѓете во спасување. И кога ти го слушаш езанот и остануваш во твојот кревет, да одмараш, да спиеш, и остануваш во твојата фотелја да гледаш телевизија, или остануваш во твоето сокакче да правиш муабет, или остануваш во твоето кафуле да пиеш кафе, или остануваш во твојот стадион да играш фудбал, или остануваш во твоето шетање да се шеташ со пријатели и не му одговараш на муезин кој те вика дојди во намазот, дојди во спасение. Дали ти си го вреднувал како што треба Аллах Джелешану? Кога он те заповедува со некоја работа и ти не го реализираш тоа што си заповеден, дали си го вреднувал како што треба Аллах Джелешану? Кога он ти забранува една работа и ти го правиш тоа, знаејќи дека е забрането, дали си го вреднувал како што треба Аллах Джелешану? Или напротив, со тоа си докажуваш ти дека не го вреднуваш како што треба. Нити му се плашиш, нити го сакаш. А замисли, кај нас, не знам сега кај вас како е ситуацијава, кај нас уште има такви прилики, која ако синот почнува да пуши цигара, од срам од татко му не пие пред него цигара. А сите знаат дека он пуши. Ама само од респект кон татко му не пуши пред него. И сега, субханаллах, да си велиме колку го поштува својот татко си. И тоа е добра работа да си го поштува татко си. Не е добро што пуши. Ама добро е што нема смелост или од респект, од поштование, не пуши пред него. Сега се постава прашањето, добро, кого треба да се поштува повеќе? Аллах Джелешану нашиот створител или твој татко? Каква логика е тоа што, пример, те тера да си го поштуваш твој татко кога правиш една погрешна работа, а не се плашиш
или не те тера ништо да си го поштуваш Аллах Джелешану кога он те заповедува со некои работи или ти забранува некои работи. Затоа, ако сакаме ние да го вредуваме Аллах Джелешану како што треба, тоаш ние сите треба да сме убедени дека никој осим Аллах Джелешану не е апсолутен владател во ово створење. Никој осим Аллах не е апсолутен владател. Никој освен Аллах не може да ти користи на апсолутен начин. Никој не може да те оштети на апсолутен начин како што може да те оштети Аллах Джелешану. Така единствениот е он кој ни дава живот. Единствениот е он кој ни го зима животот. Сега ние со оваа пандемија малку се исплашивме и умират луѓето од вирус, не умира никој нити од вирус, нити од болест. Ќе умрат само тие кои им е запишено. Кому завршува рокот на живење. Кому ќе му дојде еџелот. Еџелот што значи? Завршува рок траење. Толку си имал да живееш, ти завршува и одиш. Имаш вирус, немаш вирус, толку е. А он кој има уште рок на траење, рок на живење, било како вирус да има, он ќе го помине. Не корона и рак ако има, ќе оздрави. Ако има, што велат и нашиве лекари, кои не се муслимани, ама убедени од праксава, ако има век, има лек. Тие ни укажуват тоа што е исламски. Дека секој кој има да си живее, ќе оздрави. Не е битна каква болест има. Алейкум селам. Единствениот што ни дава живот и ни зима живот е Аллах Джелешану. Единствениот кој во негова рака е нашиот риск, обскрба, е Аллах Джелешану. Ние често пат ни се случува на сите, и мене и вам, да се плашиме дека ќе ни снема обскрба, ќе ни снема пари, ќе ни снема што да јадеме. Немој да се плашиш, тоа не е во наши раце. Не е во рацете на ниеден од нас. Нити тие што се во власт, нити тие што се кралеви, нити тие што се богаташи, не е во нивни раце. Тоа во Аллахови раце. И што е најинтересантно дека рискот, обскрбата, не бара, што вели Мухамед салаллаху алейхи ва салем, повеќе од колку што не бара еџелет, смртта. И тоа нема да ти бега. Ама ние зашто грешиме некојаш барајќи обскрба, барајќи риск? Влегуваме во харам, мислејќи дека ако не влеземе во харам нема да го земеме тоа. Не е во нивни раце, не е во твои раце, не е во твојата активност. Тоа се Аллахова одредба. Кај него е тоа. Затоа иттакуллах ва аџмилу фи талаб. Вели Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, бидете богобојазни, плашете се на Аллах Джелешану и барајте го рискот со халал. Дека тоа што е кај Аллах не може да се добие со харам. Поради тоа што ние имаме мала веридба, мала верба во тоа дека е рискот во Аллахови раце, ние се трудиме на секакви начини да дојде до пара и да станеме богати. А забораваме дека да, може милиони да имаш, ама да ти испати Аллах една болест и сите тие пари да ги трошиш после да оздравиш и пак да не оздравиш. Затоа кога ќе ние почнеме да го запознаваме Аллах Джелешану, тоаш ќе се увериме дека единствениот кој заслужува да се обожава со вистинско обожавање е Аллах Джелешану. Тоаш ќе се убедиме дека единствениот кој заслужува да му се плашиме со вистинско плашење е Аллах Джелешану. Тоаш ќе дознаеме дека единствениот кој заслужува да си го сакаме со апсолутна љубов е Аллах Джелешану. И кој заслужува да го увеличуваме е единствениот е Аллах Джелешану. Тоаш ние веќе ќе почнеме да се приближиме кон него. Да си го запознаеме него.
da si го засакаме него и да сме покорни и послушни негови робови. Тогаш ние, нашата цел во живот ќе биде нему да му се приближиме. Наша цел во целиот наш живот ќе биде кон него да се приближиме. Затоа пример во сурат Алак, крајниот ајет wasjud waqtarib. Чини сежда и приближи му се на Аллах Джелешану. Дека тоа ќе биде целта. Дека веќе го запозна дека единствениот кој овие работи ги заслужува е он. Че има он единствен што ги заслужува овие работи, тоаш јас цел живот ќе се трудам нему да му се приближам. Ама видите сега, дали тоа што го правам јас, Аллах Джелешану, нашиот Творител, нема ништо да направи и да реагира кон тоа? Ќе му иде едноставно? Не. Баш поради тоа, нашиот стремеж да му се приближиме нему, тој ќе ни одговори со негово приближување кон нас. Што вели во хадисот што го бележи имам Бухарија рахматуллах неговиот сахих? Познат хадис: "Мен ада ли валијан факад азантуху бил харб." Кој ќе се кој непријателски се односи кон мојот миленик, јас му објавувам војна. Он веќе те смета тебе дека си негов миленик, дека си под негово покровителство, под негова гаранција. Он веќе те брани. И во хадисот е малку подолг: "Вала язалу абди јатақаррабу илеје мен тақарраба илеје шибрен тақаррабту илејхи зиран." Кој ми се приближува, значи една педа му се приближувам, значи уште повеќе. Кој ми доаѓа ходејќи, јас му идам трчејќи. Значи ако ти го направиш твоја цел во твојот живот да се приближиш кон Аллах Джелешану, ти веќе само кога ќе направиш еден чекор, веќе ќе видиш од Аллах Джелешану повеќе чекори. Бидејќи он затоа не створил ние да го обожаваме него, да го запознаеме него, да си стремеме да му се приближиме нему. И он кога ќе види дека ние такви станавме, веќе он ќе ни се приближи уште повеќе. Не ги створил створењата да ги казни и во џеhennem да ги односи. Не. Напротив, сите ги створил и му одредил цел, а тоа е да го обожават Аллах Джелешану. "Вама халактул џинна вал инса илла лијабудун." Не ги створив ние нити луѓето, нити џиновите за никаква цел друга, освен Аллах Джелешану да го обожават. И кога ќе види дека луѓето го сфатија таа цел и се стремат да го реализират во својот живот, тоа ќе го имаме ние неговата поддршка. И затоа он ќе ни се приближи нам уште повеќе. До толку да веќе ти ко човек нема ниедно твој орган од твоето тело нема да направи чекори или дела кои ќе го налутат Аллах Джелешану. И затоа што велите па се во продолжетокот на хадисот: "Вала язалу абди јатақаррабу илеји бин навафил хатта ухибба." И ќе продолжи мојот роб да ми се приближува, видите, да ми се приближува безпрекидно. Продолжува дека веќе твоја цел во животот е тоа, што поблиско до Аллах Джелешану да си. И пред 2 недели читав една работа, многу прв пат, субханаллах, многу пати сум го читал тој хадис, ама вика зошто Фирдосот е најдобриот џенет, најдобриот степен на џенетот е Фирдос. Зошто? Бидејќи е најблиско до Аллах Джелешану. Како што вели Мухамед салаллаху алейхи во хадисот кој го бележи имам Бухари во свој сахих: "Ида саалтумуллаха фасалуhu al-firdaus fa innahu a'la al-janna wa minha tafjuru anhar al-janna wa fawqaha arsh ar-rahman." Кога ќе го молите Аллах Джелешану, молете го да ви го даде Фирдаусот. Бидејќи од Фирдаусот течат џенетските
реки е изнад фирдосот Аллаховиот арш. И затоа, бидејќи е фирдосот најблиско до Аллах Джелешану, е највисокот степен на дженетот. Значи, што поблиско до Аллах си, толку подобар живот ќе живееш. И затоа овој хадис што е продолжува човек да му се приближува на Аллах Джелешану, додека го засака Аллах Джелешану него. Што вели Хасан Басрија, не е поентата ние да си го сакаме Аллах Джелешану, дека тоа е голема работа. Да ни се наполни срцето со љубов кон Аллах Джелешану, тоа е голема работа. Ама не е тоа поентата. Која е поентата? Тој да не засака нас. Ама види, да го засакаме ние него, ни треба напор. Ни треба джихад со нефс. Ни треба труд. Не е лесно. Ама да не засака он, многу е лесно. Многу е лесно. Види, со хадисов, ако ние продолжуваме да му се приближиме со нафили, значи фарзовите, тоа се најсакани дела кај Аллах Джелешану. После ние продолжуваме со сунети, да му се приближиме на Аллах Джелешану. Он ќе не засака. И кога ќе не засака, нашето око нема да гледа ништо осим она со што е задоволен Аллах Джелешану. Нашето ухо нема да слуша ништо осим тоа со што е задоволен Аллах Джелешану. Нашата рака нема да додирне ништо осим тоа што е задоволен Аллах Джелешану. Нашата нога нема да оди кон никоја работа осим кон тоа што е задоволен Аллах Джелешану. Веќе ти си под негова контрола. Он ќе те движи само кон добрите работи и добрите дела. И да засакаш да направиш лошо, нема да ти оди на памет да направиш лошо. Затоа и тие луѓе се викат евлија. Но зборуваме ние за сунетски евлија, евлија што е со аргумент, не за тие кои не се основаат нити на Куран, нити на сунет, на хадисот на пегамбер саллаллаху алейхи ва салам. Кога така ќе го запознаеме Аллах, така ќе го засакаме Аллах, така ќе му се приближиме на него, тоа сигурно сите ние такви ќе видиме блиски со Аллах Джелешану и нашиот живот ќе се промени. Затоа кој ќе живее ко Аллахов роб искрен и скрушен кон него, он ќе живее ко вистински крал во дуњалушки живот. Према Аллах роб, ама во дуњалукот ќе биде ко крал ќе живее. Нема да го плаши ништо. Нема да му снема ништо. Бидејќи со Аллах е близок. Со Аллах е добар. Ние што велиме? Ако некој од нас знае пријател му е близок некој министер, што велиме ние? Он е јак. Вака ние велиме, он е јак. Го знае филан министерот. За него нема криза. Вака ние велиме. Субханаллах, што има повеќе од него? До вчера никој не беше. До вчера заедно во кафе седевме. Никој не беше. Сега стана, зеде позиција и сите ние велиме, за него веќе нема криза, дека пријателот му стана министер. Пример. Му стана председател на општина. Пример. Му стана голем бизнисмен. Пример. Викаме, за него нема криза, он е јак. И што има он повеќе од тебе? Он е човек ти човек. Има позиција, има власт, има богатство. До вчера немаше. И утре Аллах знае дали ќе има. И така ние се гледат работиве. Колку луѓе вчера има, денеска немат. Колку луѓе значи има, але сега немат. Се променуваат ситуациите. Замисли да бидеме ние такви кои ќе не видат луѓе дека сме толку блиски со Аллах Джелешану и дали ќе имаме ние тоаш кризи. И дали ќе бидеме слаби ние. Затоа доколку сме ние искрени Аллахови робови, тоа ќе живееме ко кралеви. Кој ќе живее со Аллах Джелешану со големо поштовање према нему, он ќе живее со големо поштовање на луѓето кон него. Колку што повеќе ние го поштуваме Аллах Джелешану, толку повеќе не поштуваат луѓето нас. Колку што повеќе го почитуваме Аллах Джелешану во нашиот живот, толку добар живот ќе живееме. Толку посреќни ќе бидеме.
od našeg dunjalučki život. Da, zato čovjek od koga će go zapoznaje Allah Đelešanuhu, za nego dunjalukot ne je posljedan cilj, posljedna cel. On zna deka dunjalukot je odskočna daska. Će žive tuka jedno vreme, no za kratko će se zamijene vo drugi od ahiretski život i tamo će početi da se žive blisko do Allah Đelešanovo, Allahovski od dženet, što će mi go dade na njimi te robovi. Jednaški jedan beduin se zaboli pred smrt i mu kaže njemu inneke temut, blisko si do smrta. I on kaže ejne jedhebu bi, ako umram, kada će me odnesat? Mu kaže, kaj Allah Đelešanu, će umreš, u grob te stavat, će odiš kaj Allah Đelešanu. Vidi što zbor kaže on se. Fema karahati an adhebe illa men la yura al khairu illa min. Zašto da se plašam da odam kaj nego od kogo niko až zlo ne sme vidjeli. Znači, što zlo si vidjelo od Allah Đelešanu? I zašto se plaši da odiš kad nego? Se plaši me nije ko od ime prazni. Ama koji je poln sto dobrih dela, nema da se plaši što odi kod Allah Đelešanu. Naprotiv, zna deka on i da sme nije pogrešili, a nema čovjek što ne greši, nego ta milost je golema. I on nagradува za malku mnogu. Zašto da se plašimo da ima kod njega? Vaka beduinot imal jaka verba i mnogo dobro go poznaje Allah Đelešanu, zato ko mu rekli će umreš i kada će odam, kada će me odnesat, kaj Allah. Zato što se plašam troši. Će odam kaj nego što niko zlo od njega ne sam vidjel. To ne došol, znači od praznina. Gdje će ljudi imali jako saznanje kod Allah Đelešanu i taka go shvatili Allah subhanahu wa ta'ala. Dragi braća, sakam da kažem da sakale nije ne sakale, može se ko až mora da se vratime u ova točka. I što poveće i da razgovarame, i da čitame, i da slušame dersovi okolo Allah Đelešanu, okolo njegovite imenja, okolo njegovite osobini. Zato Kur'an je poln. Nema ajet koji ne zborova za Allah Đelešanu, direktno ili indirektno. Nema ajet kada ne se spomenu jedna od imenja na Allah Đelešanu ili ne se spomenu nekoj od osobini na Allah Đelešanu. A nažalost, nije najmalko znajeme za Allah Đelešanu. I zato ne je mnogo iznenaduvački što svi te muslimani, ne znam da li ima neki musliman, bilo koliko da je neznalica, ne znaje, a da nego znaje surat al-Ihlas. Ne znam, svaki musliman prvo što uči od islama, posle šahadete, kul huwa Allahu ahad. Mnogo pati sam razmisluvali zašto baš ova najkratka sura u Kur'anu i najlesna sura da se uči i koji site nije, znači soznanje ili beznanje, instinktivno ili namerno, site velime uči kul huwa Allahu ahad. Na naše deca, primjer, koja se mali, prva sura što im učime, primjer, pobitna sura nije El-Fatiha, biće bez Fatiha nema namaz, ama niko ne učil sura da Fatiha prvo. Mislim, koliko što znam ja se, a može bi neko naučil, ama koliko što znam ja, niko od muslimanive prva sura od Kur'ana nego naučil El-Fatiha. A ubede sam, i to sam go primetil, i sam go videl, deka po golemi od broja na muslimanite, prva sura od Kur'ana go učile su od El-Ihlas. I ko će razmišljati zašto, koja je pričinata, će se ubediš deka pri to što ta sura zborova za kogo? Za Allah Đelešanu. Tuka nema za nikogo drugo, osim za Allah Đelešanu. Kul huwa Allahu ahad, kaže deka Allah eden, Allahu samet, za nego ima potreba sit, te stvorenja, lem jelid, velem julet, niti rodel, niti je roden, velem jekun lehu kufuan ahad, i nemu niko i nemu je sličen. Kratko i jasno, to je, zato ja sam kažala u nekoj moji dersovi na albanski,
дека ни помагал нам Аллах Джелешану да одговараме на тоа прво прашање што го поставив во почетокот на дерсот. Ако се сретнеме со некој немуслиман и не прашува околу нашиот створител, нашиот Аллах Джелешану, што ќе кажеме ние? Ќе кажеме тоа што не учил Аллах Джелешану. Кул ху Аллаху ахад. Дека Аллах еден, нема друг, осим Он, осим Него. Аллаху самед, за Него имат потреба сите створенија. Лем јелид ва лем јулет, нити родил, нити е роден. Ва лем јекун леху куфуан ахад, и никој не му е сличен. Јасно и гласно и кратко. Ама секој ајет, секој дел, веќе тука е целата филозофија на исламот. Од монотеизам до легислација, до законодавство. Сите работи тука се. И дека е кратко. Ама лесно, сватливо и секој дете наше муслиманско може да им објасни на другите дека ова е наше верување према Аллах Джелешану. И тука почнуваме и тука завршаваме. Затоа многу треба да сме да се пазиме кај теухидот, кај верувањето во Аллах Джелешану, единствениот што заслужува да се обожава. Тука нема компромиси. Затоа кога му дојдоа мушриците на Мухамед саллаллаху алейхи и му кажа да обожаваме една година твојот господар, твојот Аллах, една година ти да ги обожаваш нашите кипови идоли. Што му кажа Аллах на Мухамед саллаллаху алейхи? Кул ја јуел кафирун, ла а'буду ма та'будун. Затоа кул ја јуел кафирун и кул ху Аллаху ахад се учат заедно во повеќето намази. Дека со едното се конфирмира монотеизмот. Со другото се дистанцираш од ширкот. Идолопоклонството. Така тоа се многу битни работи. И затоа секоја ситуација со која ќе ни се постави во животот, каде се мешат овие работи, ние мора да сме јасни и да се дистанцираме од такви ситуации. Ла абуду ма та'будун. Не може да обожавам тоа што вие го обожавате, кипови идолите. Дека не се совпаѓа со суштината на монотеизмот. Не може. Дека битката на монотеизмот баш тоа. Ги војува сите начини, сите видови на идолопоклонствите. Нема тука компромис. Или си монотеист, или не си. Ако си, тоа не можеш да доведеш во компромис со политички филозофии, идеи и така натаму. Тоа е што сакав да го поделам со вас, драги браќа. Пак да се навратиме на основната точка во нашиот ислам, во нашава вера, да се го запознаеме Аллах Джелешану, да се изборуваме повеќе околу него, да се читаме повеќе околу него, дека резултатот е јасен и едноставен. Онолку колку ние го знаеме Аллах Джелешану, онолку ние ќе го поштуваме, ќе го почитуваме него. Затоа сите ситуации која ние грешиме и која ние не ги реализираме неговите заповеди, е доказ дека нашето знаење околу Аллах Джелешану не е мала. И треба да се обнови тоа знаење. И треба да се потполни тоа знаење. А цел живот не е прилика да ние секогаш научиме нешто ново и да си го дополниме тоа што ги има начина порано. Го молим Аллах Джелешану да искрено знаење, искрени зборови, Аллах Джелешану да корисно знаење и добри дела. И онака како што не собрал во оваа џамија, да сме заедно во вечер, Аллах Джелешану да не собира во џеннетул фирдос со пејгамберот Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah da me radi vas što ne povikavte, da sme večera со вас. Како што кажа ви почетокот беше голема чест. Белам кој ме повика прошла недела, ја бев на пат, инаку му кажав одма, јас не разумам два пати да бидам ваш гостин, дека и овие се прилики кои ние треба заедно да сме.
I što bolje smo zajedno, što dobro će se znamo i normalno će budemo korisni jedan za drug. Allah Đelešanu da ne omozimo se da smo ovakve prilike i ovakvi međlisi zajedno, inša Allah. Ako ima nešto nekoj da praša okolo temata ili nadvoro temata, bujrom. Дека повеќето од джематот во почетокот има трема да прашуваат, но не треба човек да се сами да прашува. Работи што не ги знае, треба да се праша. Муџахид ибн Џебер, еден од големите табиини, рекол: "Синфани мин ан-нас лан яналу илма." Две групи на луѓе не можат да научат ништо. Ал-мустахи вал-мустакбир. Тој што има страм и тој што е кибрџија, значи чалымџија, мутекебир. Да. Мисли дека сите работи ги знае. А никој од нас не ги знае сите работи. Сите ние знаеме малку, вама утитум мин илми илла калила, многу малку знаете вам ви е дадено, вика Аллах Џелешану, значи во фаука кулли зи илмин алим, и изнад познаниот има познат. Значи познаен. Така да никој од нас сите работи не ги знае. Ама ако сакаш да научиш, не треба да имаш страм, прва работа, и не треба да си чалымџа или мен диамант беси. Охол. Горд, охол. Да. Инаку денеска сум поминал прекрасно, ниеднашка не се закочив.